Во реалноста, Александар Карадаковски е всушност шанкер во диското, кој е повреден и сега е на лекување во Литванија. Тој е собственик на фирмата МММ Кафе, на која е издадена спорната лиценца за кабарето Пулс, а во реалноста е Дејан Јованов Деки, кој се јавуваше во собственоста на фирмата Класик се до нејзиниот стечај 2023 година. За него е одреден 30-дневен притвор. Во Кочани веќе кружи муабет дека тој од страв почнал да раскажува каде се давал мито. Јованов, во текот на сослушувањето, признал дека дал мито на службеничка во Министерството за економија. Според извори на КОТ, тарифата за подкуп била 7.000 евра за да се извади фалсификат лиценца од Министерството за економија. За кабаре регуларната цена е од 2.500 евра до 5.000 евра. Но во случај, собственикот да ги има сите потребни дозволи и документи, бидејќи Дејан Јованов Деки ги немал, морал да се спогоди со службеничката која сега е во притвор. Но не се плаќало одеднаш. За да се почне постапката со нелегална лиценца, се оставал прво депозит на службеното лице. Подкупот значел дел од сумата да се уплати на рака во кеш. Кога ќе стаса постапката до некоја завршна фаза, подкупувачот добивал информација дека е при крај и кога е готова, се уплаќал остатокот од сумата. Така Јованов исплатил 7.000 евра кеш,